Добра вечер, почитувани гледачи, време е за Заспи ако можеш со Драган Милосављевиќ и Горан Момирски, кој што наскоро треба да го вклучиме преку апликацијата Zoom. Верувајте, се уште ми е неубаво, ќе го кажам зборот, зборовите добра вечер, некако се уште не ми лежи некако во оваа ситуација во која што се наоѓа целата држава, се уште некако ми е неприродно. Просторот за размислување е, ми се чини, голем, меѓутоа ова што се случи се уште сите не става во една рамка која што најблаго може да се опише како колективна депресија и колективен стрес, од кој што веројатно ќе треба подолго време за да се извлечеме. Меѓутоа, претпоставувам дека една од основните причини за тоа да се случи ќе биде целосно затварање на случајот околу убиството на малата Вања и на постариот господин од Велес Панче, затоа што ми се чини дека само така и нивните души ќе најдат мир, а и целото општество ќе се најде во ситуација да добие такво олеснување што се однесува до семејствата на двете лица. Мислам дека е попусто да зборуваме. Вечерва наш гостин е поранешниот новинар и поранешниот пратеник Сафет Бишевац. Морам да признавам, Бишевац, кој ќе кажам поранешниот новинар, некако ми е нелогично, еднаш новинар велат секогаш новинар, а поранешен пратеник па некако ми остава, така да речеме, рамка дека доаѓа време можеби да се слушне и нешто во афирмативно сегашно време, нешто што нема да биде поранешниот. Па, добро вечер. Навистина деновите зад нас се траорни и ако ова општество и ова нација сака докрај да мине низ една катарза, разговорот и диалогот од најразлични аспекти е еден од начините да се дојде до таа катарза. За жал, поводот е ужасен. Мислам дека и како нација, и како луѓе, во повеќе наврати досега имавме случаеви кои не водеа во правец на едно прочистување, на една човечка потреба од разгледување на сите аспекти зошто и како се најдовме во оваква ситуација. Да не подсетувам веќе сега и на трагедиите во Тетово, и на малиот Алмир, и на многу лоши работи што ни се случија во овој момент. Но ова што овие неколку дена ни се случува, ми се чини дека најсилно предизвика една вистинска експлозија на чувства, на гнев, пред се предизвикари од нешто што се вика загрозена безбедност, чувство на несигурност, на страв. Тоа им се случи на господинот Жежовски, мислам дека се викаше, и на девојчето Вања, но тоа можеше да му се случи на било кој, апсолутно. На било кој. И отаму мислам дека не е ниту страшно, дури напротив, мислам дека е императив да се зборува како и зашто дојдовме во оваква ситуација. Се разбира, секој од свој стручен и професионален агол, бидејќи не мислам дека е добро сите да бидеме експерти за сите прашања. Тоа всушност е невозможно. Иако имаме една, како нација, би рекол, таква мана, редовно сите да се доживуваме како експерти за се. Почнувајќи од сите се селектори на репрезентацијата, па до било што, до решавање на светски проблеми. Знаете, имаше една така социјалните мрежи на градација на тоа кои луѓе се занимаваат со вакви работи. Тоа се обично луѓе од најмногу, генерално, најмногу се занимаваат луѓе од некаков слој со плата до 500 евра, оние кои имаат 5000 плата, апсолутно не мислуваат во нашите категории, туку како да го поминат времето, каде да биде пубаво, во која држава на одмор,
кога на одмор, кога сакаат на одмор. Да, тоа е една теорија на Рамба Амадеус, ако мислам дека е негова, да. Не сеќам, да. Со кое што можеме да се согласиме. И тука е нешто, знаете, не е случајна поговорката на гладните игри. Така е. Тоа е тоа што ни се случува. Одно сиромашно, релативно слабо образовано, особено по новите стандарди, сигурно во огромен процент необразовано, технички неписмено население, се можни работиве кои ни се случуваат. Од афинитетите кон музика до она што го сметаат за забава. Ние станавме, за жал, општество каде што статусните символи, БМВ, кокаин, старлети и така натаму, се посакувана работа за секој млад човек, затоа што ги загубивме и како луѓе, и како држава, и како нација, вредностите на кои барем ние од да речем постарата, повозрастната генерација бевме воспитувани во тој некаков идеолошки систем кој наводно не чил. Да. Може би не чил, меѓутоа честна работа и култура на живење. Ако го тргнете идеолошкото, така е, од тој систем, ви имате систем кој по ништо не се разликува од било која нормална европска држава. Затоа ќе се согласиме целосно. Тоа е факт. Околу, Горан веќе го имам на линија, добра вечер Горан за тебе. Бидејќи долги години беше во новинарството Бишевац, и за мене ова важно прашање, дали ние медиумите според тебе ја исполнивме зададената задача во случајот со Вања? Во оваа битка за ексклузиви, во оваа битка за повеќе лајкови, за поголема гледаност и така натаму се објавуваат, и јас себе признам, работи и што треба и што не треба. Така е. И отаму и половичен одговор, и да, и не, односно двоен одговор, практично. Она што не помина, што очигледно, ако го анализирате ова што се случува неколку дена, е обидот на власта ова да го представи како некаков монреден вонсерийски успех, рекордно брзо откривање на случајот сторителите, не на случајот, туку на сторителите на овие убиства. Се уште осомничените. Така е, затоа сакам да кажем, барем според изјавите на министерот Спасовски и обвинителот Бубевски. Бубевски, да. Очигледно се пресметале малку во тие настапи, бидејќи беа конфузни, недоречени, од кои причини знаат тие. И мислам дека добрата работа на медиумите е во тој дел. Не ја прифатја, не ја голтна вистината која првобитно им беше понудена. Тука е добрата страна на медиумите. Таа лошата страна е таа другата страна на паричката, каде што, знаете, вие новинари имате, секој денеска може да се нарече новинар, практично, за жал. Па секој што ќе извади компјутер и ќе стави некаков но, еве, да ја прифатиме и тоа како професија, нивна, во таа навистина битка за лајкови, за ова се шират секакви дезинформации, лажни вести, партиските ботови работат турбо, си ги одработуваат парите што си ги зимаат за работата на компјутер и протежирање на нивните ставови, така да и не, но добро е, секогаш е добро да се разговара. Се разбира дека останува на консументот, на гледачот, на граѓанинот на крајот на краиштата. Дали ќе прифати, да. Дали ќе ја прифати таа вистина, дали ќе го вклучи својот мозок и ќе размисли за сите аргументи или делови од приказни кои се сервираат. Мислам дека помина времето на голтање на информации, тоа веќе особено кај оваа владеачка гарнитура, затоа што предолго време целото свое незнаење, неработење, ужасната корупција, ужасната состојба во државата се обидуваат да го надоместат со наводна
evropska ориентација и европска опрелба. Мислам дека тоа заврши и дека тоа е прочитано. Да. Горан, вчера постави некои прашања, веднаш да влеземе со тебе во суштината на нештата. Вчера постави некои прашања јавни до министерот Оливер Спасовски и до јавниот обвинител Гаврил Бубевски. Од оно што денеска го следевме, не добивме одговор на твоите поставени прашања конкретно. Новите информации се дека човекот што го возел Палевски од Белград до Турција е во притвор, добил 30 дена, дека се работи на екстрадицијата на Палевски, дека документи забрзано се подготвуваат, дека се очекува сето тоа брзо да помине, иако според некои медиуми, односно според информации што излегува медиумите од експерти, таа работа би можела да потрае и цела година. Иако се надеваме дека нема да биде така, се разбира. Меѓутоа, прашањата што ти ги постави, ми се чини дека останаа неодговорени. Поправи ме ако грешам. За жал, ниту прашањата се одговорени, ниту министерот Оливер Спасовски, кој што денеска даваше некакви политички изјави, бегајќи од прашањата, се разбира, не се охрабри да излезе и да даде одговор на други елементи кои што се важни за истрагата, а за кои што јас сум сигурен дека тој знае дека јас ги знам. Но, во ред, право на министерот е да не одговара на некои прашања, но во исто време наше право е да поставуваме прашања кои што се суштински и кои што можат да помогнат до расчистување на оваа работа. Претходно ти спомена околу медиумите, прашање за Сафет, па и за мене, ми се чини дека најголем дел од македонските медиуми во целава ситуација влегува од искрена желба да помогнат и на полицијата, и на семејството, на институциите, не влегува со цел да направат лајкови. Ние сме едни од тие медиуми кои што 5 дена знаеме детали од истрагата, но не ги објавуваме. Јас на Facebook немам ниту еден статус бар заради тоа. Претходните 3 емисии, вчера, завчера и понеделникот, укажувавме на некои работи со цел на министерот Спасовски, јавниот обвинител Бубевски, да им стане јасно дека тоа што тие го кријат не може да биде откриено. Јас најискрено очекував дека вчера попладнето или денеска во текот на денот ќе има нова пресконференција на која што ќе се кажат работите што МВР не ги направило добро. На крајот на оваа приказна тие работи ќе се откријат и тогаш Оливер Спасовски ќе мора да има некаква одговорност, макар и морална, ако веќе не сака да дава оставка или не сака да се замени неговата функција. Јас имам уште многу прашања поврзани со случајот, се разбира, тоа што го знам го кажувам преку прашања, тоа што уште вчера ми беше многу прецизно порачано дека ќе морам така да го објавам тоа што го знам, ако не сакам да се соочам со сериозниот механизам на притисок кој што го има власта. Значи, еве ново прашање за Оливер Спасовски. Кој е возилото што 3 дена пред убиството на малата Вања стоело пред неговата зграда? Кои се луѓето што биле во тоа возило? И во контекст на ова се разбира, сите сме умни, ќе поврземе. Зошто Велешкиот началник на СВР не покренал истрага за возилото на Панче Жежовски? И уште едно прашање да поставам вечерва. Кој е возилото што во најобезбедуваниот град на Европа се возело слободно во деновите пред да биде убиена малата Вања? Зборувам и предпладне, наутро, зборувам и навечер. Кој е возилото што во сабота навечер се возило низ централното градско подрачје на Скопје? Да, тогаш биле заминати најголем дел од делегациите од ОПСЕ самитот, меѓутоа не заборавете дека во тие 7-8 дена, додека се случувало ова грозоморно убиство во Скопје, за Скопското зборам, на Велешкото случило многу порано, нели? Во Скопје имало претходници на 57 делегации на ОПСЕ. Градот, особено улицата каде што се случило грабнувањето на Вања, било под неверојатно обезбедување. Значи, кога велам неверојатно, тоа значи дека тоа било покривано и електронски, и со камери, и со хеликоптери, физичко присуство на обезбедување, возила во цивилка. Значи, замислете кога Блинкен е во Скопје
и се движи на тој потек. Замислите, Лавров е во Скопје, не само македонското обезбедување. Значи, нивните обезбедувања на странски делегации. И повторно нам ни се случува во целата таа ситуација едно возило со кое што извршено кривично дело, а претходно исчезнато во кривично дело и пријавено е. Ќерката на Панче Жировски го кажува тоа на Фејсбук, јавно го пишува неколку дена претходно. Тоа возило се вози низ најобезбедуваниот град во Европа, да не речам во светот. Оливер Спасовски му е јасно што зборувам. Јас нема да кажам повеќе од ова. И мислам дека на сите не е јасно што зборувам. Овие прашања Оливер Спасовски мора да ги одговори денеска, за 2 месеци, за 1 недела, за 6 месеци, но ќе ги одговори. Не знам дали Оливер Спасовски ќе биде повикан на одговорност кривична, не можам да тврдам. Не знам дали Гаврил Бубевски веќе ги обезбедил доказните материјали за кои што јас сега зборувам. Внимавајте се, работи доказни материјали со кои се докажува дека некој направил намерна или случајна грешка. И уште едно прашање само. На 30 ноември, кога најголем дел од делегациите се уште се во Македонија, ику ден, Љупчо Палевски, Палчо бега од Македонија. Внимавајте, значи, вонредна состојба, 57 делегации, дел од нив се уште се во Скопје, заминуваат во текот на денот. Љупчо Палевски бега од Скопје. Невозможно е, разговарав денеска и вчера со 7-8 луѓе кои што прилично добро ја знаат таа ситуација, како се блокира целиот тој систем, синџирите како функционираат. Невозможно е Љупчо Палевски да избега. Што наведува, тоа се прашањата, но сите овие прашања наведуваат на помисла дека некој многу важен, некој многу моќен му помагал на Љупчо Палевски. И во исто време некој многу важен, многу моќен не ги проверил работите кои што му биле на дофат. Никој не може да ме убеди дека надлежниот инспектор за потраги во Велес или надлежните оделенија за потраги во СВР Скопје, во Републичкото МВР немале еден човек, приправник, еден човек, асистент на најниско ниво да ги провери камерите. Имало 2 шанси во кои што животот на малата Вања можело да бидат спасен. 2 шанси. Едната трае 72 часа, едната за жал многу пократко, можеби час и половина до 2 часа максимум. Тие 2 шанси некој ги пропуштил. Дали свесно, дали несвесно, е прашање и за кривична и за политичка одговорност пред се на Оливер Спасовски, началниците на СВР Скопје, началникот се разбира на Велес, но и други инволвирани. Шефот на управата за јавна безбедност се разбира Тасевски. И ова е прашање од кое што Оливер Спасовски не може да избега. Едноставно не може да избега. Тоа што јас вчера го направив со тешко срце беше да се обезбедат доказите, да не можат да исчезнат доказите кои што ќе покажат дека малата Вања можела да биде спасена. И не сакам повеќе да зборувам на тема, иако е неизбежна. Оваа тема е, реков, и лична болка на семејството и национална трагедија, но е и пораз на целокупниот систем. И само ако ми дозволите на крајот на ово излагање да се конфронтирам со Бишевац. Со Сафет работевме долго време во еден 5-6 години, професионалец како новинар, чесен човек, но мислам дека греши кога вели дека доминантни вредности во Македонија се негативните вредности. Не се согласувам. Најголем дел од македонските граѓани живеат по вредностите кои што се високо етички, да кажам. Да, се разбира, во секој општество имате луѓе кои што се и криминалци, се и нечесни, се и... Меѓутоа, најголем дел од македонските граѓани се чесни. И тука не согласувам дека доминира таа нечесност и криминал. Јас не го обвинувам Оливер Спасовски за тоа што Љупчо Палевски направил такви грозоморни дела и неговата екипа. Секаде има лудаци, секаде има луѓе кои што прават глупости. Јас го обвинувам што не успел да го спречи убиството на малата Вања, а имал за тоа шанса, за жал. Да. Веднаш да ти давам збор. Сафет, повели, да, реплика. Не, очигледно не сме се разбрале. Јас не знам зашто тоа го разбрал така. Реков дека тоа се моделите кои се сега посакувани
за најголемиот дел од младата популација. Видете го нивниот начин на живот и ќе ви стане јасно дека тоа е тоа. Дека некој го наметнува тоа. Тоа е веќе друга работа, но дека е факт, дека тоа е моделот по кој сакаат да живеат без разлика на начинот до кој треба да дојдат од таму. Тоа е основата. Тоа е основата. За да ги заработиш тие пари. С краја да мислам дека во оваа држава најголем дел се нечесни, тоа ни во сон не би го помислил, напротив, и знам и убеден сум дека огромниот дел на оваа нација, која велам нација, мислам на сите, оние кои сега се именуваат како делови на народ кои живеат на оваа територија, апсолутно сум и свесен дека се и честни и работливи и дека сонот им е да живеат во нормална држава. Реалноста, да жал, во која живеат е далеку од тој сон. Не живеат во нормална држава, живеат на една територија која од она што беше заробена држава, како што беше констатирано и во извештај на Европската комисија за времето на Никола Груевски и фамилијата, а што во суштина значи заробени институции. Оти државата се институции. Територија, луѓе, институции и култура, јазик, обичаи и така натаму. Во овој момент практично е се уште во истата состојба, надградена со нешто што се вика загубена надеж дека е воопшто можно работиве да се поправат. И тука е целата игранка на оние кои сега се на власт, бидејќи сето тоа, нивното однесување во овој момент практично сугерира дека сите се исти. Дека нема никаква разлика. И дека не може ништо да се промени, иако се промени идната власт, пак ќе биде се исти. Дека пак ќе биде исто и дека подобро си останеме ние. Ако јас сум длабоко убеден и тоа многу пати сум го кажал. Во оваа држава постојат и умни, и честни, и луѓе кои сакаат да работат и да сработат за доброто на државата и сите граѓани кои живеат во неа. Знам дека има такви луѓе. Ја познавам такви луѓе. Се разбира. И не мислам дека сме сите исти. С краја да е. Се има име и презиме. И одговорноста, и неодговорноста. Јас па Гора не се согласувам дека, мислам, очекувањата дека некој во оваа држава ќе понесе морална одговорност се утопија. Не се случува. Па апсолутно не се случува. Па на истиот овој министер му избегаат 20 највисоки функционери на безбедносни служби. Ако се сеќават. Бугарци. Му избега или му помогна да излезе од државата. Човекот за кој велеа дека е злото кое не доведе на оваа дереđe. Најголемот политички противник, Никола Груевски. Каква одговорност понесе Спасовски за 215, колку беше бројката? Пасоши на криминалци. Так. И за ласкарци, на светски криминалци. Имаше некој, одговараше некој морално? Одговара неколку low level луѓе кои што мораше да платат. Добиле задача да ги изработат. Задача да ги изработат тие пасоши. Ниту еден висок функционер на МВР не одговараше, с краја да е министерот да кажеше или премиерот да го повика на одговорност. Нема категорија. Таа категорија дефинитивно изгубена во нашата политика. Се надевам, убеден сум, очекувам една од категориите кои ќе треба да се вратат во оваа држава и која ќе треба да важат за сите е моралот, честноста и одговорност. Да. Тоа треба да го овозможи новата власт. Да се надеваме, Горан, повели? Само да не се разбереме погрешно, јас воопшто не мисле дека Сафет мисли дека кај нас луѓето се нечестни, не. Туку зборува за трендовите кои што се доминантни кај младите луѓе во најголем дел се честни, работливи и сакаат добро да направат и дека се расчистивме околу таа ситуација. Бидејќи Горан рече дека, да, мислам дека тоа е јасно. Само едно објаснување кога Горан зборуваше за најбезбедниот град во Европа, се разбира, мислеше на моментот кога сите представници на ОПСЕ беа тука
И за тие што не се од Скопје, чисто едно објаснување дека грабнувањето на Вања се случува во непосредна близина, практично во соседството на македонската влада, тамо каде што буквално се наоѓа жижата на обезбедување, на заштита, на сето тоа. Да, таа ситуација, контекстот е многу важен. Очигледно е дека ангажирањето на огромен број полицајци во обезбедувањето на високите делегации кои тие денови престојуваа во Скопје, не велам со сигурност, но очигледно е можела да влијае, и тоа, ако сакаме веќе и да тврдиме, сериозно влијаела и на истрагата во овие два случаи. Очигледно е дека можеби во тој момент приоритетот број 1 на целата полиција сигурно е Министерскиот совет, и кога велиме дека имало пропусти, ние не сакаме, јас лично не сакам и ниту ја обвинувам целата полиција. Во неа се гледа дека има и луѓе со знаење, со вистински професионален однос, и кои во навистина брз временски период дојдоа до финалниот резултат. За жал, дојде доцна. И она што сега, дебатава која сега се води во општеството, не е дали полицијата е виновна за тоа што се случи. Не е виновна за тоа што се случи. Не е полицијата некој кој... Јасно. Туку, дали сите потенцијали кои полицијата е должна да ги употреби во вакви случаеви биле употребени. Били употребени. Дали е испочитувана некаква... Јас сега зборувам како лаик, но претпоставам дека постои процедура која е јасна и која значи во ваков случај пријавување на киднапирање, особено ако имате сознанија за некои работи кои пред тоа се случувало, што и како треба да се постапи. Затајувањето не значи критика, туку борба, ова веќе никогаш да не се повтори. Да не се повтори, се разбери. Горан? Да, тоа е нашата цел. Ако ми дозволите, мислам дека емисијава треба малку и за други теми да ја потрошиме ако се гласувате. Проблемот е во системското владење во моментов, не дека претходно цветале рози. То ние имаме председател на држава кој што вчера за медиумите изјави дека не размислува да се кандидира за втор мандат, не размислува, за после неколку часа да не направи сите дека сме будали, не сме разбрале што кажал. Не разбираме македонски. Да. Денеска вечерва имаме еден неверојатен скандал. Премиерот Ковачевски во интервју за 360, според мене лично, колку сум искусен, 30 на години во новинарството, и објави дипломатска војна на Франција, на францускиот претседател Макрон. Тој денеска изјави дека на Макрон му кажал дека во француската амбасада во Скопје влегуваат луѓе кои што работат за странски агентури, дека работат против институциите на државата, дека практично се луѓе кои што, кај да не употребам лош збор. И тој тоа му го кажал на Макрон. Со тоа, македонскиот премиер Ковачевски, колку и да смешно звучи премиер Ковачевски, признава дека македонските тајни служби следеле една западна амбасада, француската амбасада, кој влегува, кој излегува тамо, и следел членови на својата влада. Тамо се зборува конкретно за пронешниот министер за локална самоуправа Горан Милевски, кој што сега е амбасадор. И ние сега зборуваме овде за систем, ние зборуваме сега дали некој има морал. Јас морам да верувам дека луѓето имаат морал и етика, морам да верувам дека сите ние сме понекогаш расколникови од, знаете, нели, злосорско и казна, кога нешто ќе сгрешите, знаете дека тоа на крајот ќе излезе на површина некаде. И од тој аспект верувам дека и Оливер Спасовски за оваа грешка со Вања што можел да ја спаси. И Ковачевски дека имаат грижена совест и дека ќе ја покажа таа грижена совест, но во исто време мора да си признаеме дека во овој дел Сафет е во право. Се изгубија политичките стандарди за одговорност. Се вратам сега на Ковачевски. Не можам, го читав тоа пред да почне емисијава, не можам да разберам, да признаете дека вие следите, под мониторинг сте ставиле амбасада, чиј председател е најмоćниот човек во Европа.
Емануел Макрон во моментов е најмоćниот човек на Европа, ја одредува и днината на Европа и во контекст на евроинтеграциите и на проширувањето Европската унија, на Македонија и така натаму и така натаму. И Ковачевски си кажува дека му рекол дека во неговата амбасада во Скопје влегуваат нерани мајковци практично. И вториот момент, кога Ковачевски лаже сега или лаже кога го предложил и го именувал, подпишал Горан Милевски да замене во Словенија? Кога лаже? Наистина ме интересира кога лаже. Јас се чудам, доста е малку зашто Милевски досега не реагира. Не знам дали сте во текст со оваа информација, затоа малку пошироко објаснувам. Тоа е кажано во контекст на Љупчо Палевски, за тоа се разговара, Васкаво Петревски, колегата, разговара на таа тема. И тој го кажува ова што јас сега ви го раскажувам. Неверојатна работа. Човекот што тој го испратил за амбасадор во моментов, Горан Милевски, амбасадор на Македонија во Љубљана, во Република Словенија. За него вели индиректно се разбира дека работи против институциите на државата. Зошто Ковачевски не презел соодветни мерки кога видел дека Милевски, според тоа што тој го кажува, е некаков кадар на странска агентура и работи против интересите на Република Македонија. Тешка е ситуацијата, се согласувам, тешка е ситуацијата, се соочуваме со луѓе кои што немаат скрупули, не знаат што зборат, меѓутоа наша обврска како новинари е да ги кажеме сите тие аномалии. Претпоставувам Бишевец дека Макрон бил особено задоволен од информацијата што ја добил. Претпоставувам. За жал, повторно ќе морам да кажам. Во овие 7 години клучната карактеристика на најголемиот дел од министрите во владата, на најголемиот дел од пратениците во собранието, е незнаењето. Ова е демонстрација на незнаење. Не само околу председателот Пендаровски, што порано во 2 дена го минуваше ставот, сега во 2 часа. Вие имате во изјавите на министерот за внатрешни Спасовски, не знам, го забележате сигурно, делот кога вели дека турската полиција го контактирала нашиот извор. Нашиот извор, да. Во тој град. Оперативен соработник. Нашиот, мислам, како да ви објаснам. Тоа е кога ќе треснете таква зелена, што милион умни се срамат. Не знаете кој попрво треба да биде навреден, турците или... Апсолутно. Или таквото, ако воопшто е така. Ако е воопшто така. Јас се сомневам дека е така. Бидејќи тоа беше класичен обид за политички пиар. За презентирање мок и успех. Да, иако поводот беше ужасен. Да беше докрај чесен и одговорен министер. Таа пресконференција и сите пресконференции поврзани со овие грозоморни убиства требаше да ја води оној што е првиот оперативец. Тоа е директорот на управата за јавна безбедност, Сашо Тасевски, мислам дека се вика. А не министерот. Министерот е политичка фигура. Така го прави секоја нормална европска држава. Таму министерот може да дојде на крај, да побара одговорност или да награди некој за добро завршена работа. Но да се обидете на најприземен начин да ја засилите својата позиција во некакви избори кои допрва доаѓаат, каде што може би имате политички амбиции, ја не знам дали, знам дека има амбиција, но дали ќе биде, не знам, кандидат на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата за еден председател. Па со овие дека Пендаровски се уште не се откажува. Така е. Овие неколку часа. И неговиот обид да ја преземе главната улога во расчистувањето на овој случај го потврдува тоа. Но демонстрацијата на незнаење и на непочитување, ниту на јавноста, бидејќи од првичното соопштение на МВР, ми се чини, која дојде доцна вечерта еден ден предходно. Пресконференцијата беше другиот ден.
претпладне. Значи, наместо и првиот ден, барем тоа што го имаше, како сознание, дека се откриени телата, Да. да излезеше директорот за јавна безбедност и заедно со некој обвинител, небитно, или сам, затоа што тоа е работа на ова, и да го соопштише тоа на нацијата, ќе беше поинаку. Ќе имаше некаков нормален редослед на настани во вакви случаеви. Првото што се обидаа да го направат е тоа да го искористат во политичка цел, за да Иако самите повикаа да нема. за да 2 часа подоцна повикаат ова да не се политизира. А тие се тие кои влегоа у целата битка. Денеска забележав низ социјалните мрежи реакции, коментари, мислења, повици на луѓе, медиумски луѓе со кои и сум работел заедно со Горан, кои повикуваат на одговорност за лидерот на опозицијата. Да, и тоа го имаш. И го повикуваат, сите докази што ги има за ова да ги предаде во обвинителството. Бидејќи во спротивно правил кривично дело. Да. Јас знам дека се доволно умни и да можат да ја прочитат пораката што ја испраќа лидерот на опозицијата Мицковски. Тој нема докази за начинот на извршеното убиство, но има докази за пропусти во таа истрага кои можеле, како што вели Горан, можеле да го спречат убиството на девојчето. За случајот во Велес приказната е сосема поинаква. Се согласувам. Има уште еден феномен. Сакале некај да се враќаме, Горан, се согласувам со тебе дека треба да ја оставиме малку и воздух на оваа тема, меѓутоа во истиот контекст. Го слушав денеска господинот Калеџиев, професорот Калеџиев, околу можната компромитација на истрагата со несмесни изјави на политичари, па вели еден министер ги нарече осомничените малумни. И вели, па вие со таква изјава им давате шанса на овие луѓе да се вадат утре на малоумност, кога ќе бидат изведени пред судот на правдата, затоа што малумен човек, колку и да звучи ова грубо, всушност има олеснителни околности. Апсолутно. Значи, кога јавноста вика дека треба да се стрелаат убици да ги уништиме и така натаму. Ама јавањето на бранот на популизмот, демонстрирано во најголема и најчиста мерка од страна на министерот за внатрешни Спасовски, па дори денеска и премиерот Ковачевски, не е ништо друго, туку уште една демонстрација на незнаење и ароганција. Нив не ги интересира што ќе се случи утре. Дали со своите изјави ќе им наштетат. Ќе им наштетат на истрагата или на целата постапка која треба да се одвива со строго утврдена законска процедура. Овде не е работа на турците ни се стратешки партнери или пријатели, па ќе ни завршат работа. Не оди тоа така. Не оди тоа така. Не оди нигде, освен во држави каде што имате заробени институции кои дишат и функционираат само тогаш кога ќе му каже премиерот, министер, државниот обвинител Јолевски или човекот за борба против организиран криминал, веќе и името му го Абази. Да. Што добивме ние од Јолевски и Абази? До сега? До сега. Имате ли еден случај? Дека има одговор на тоа прашање. Што добивме како држава и како нација? Заробување, дополнително заробување на институциите и издигање на ниво на светост, на неказнивоста и неодговорноста на оние кои се дел од владачкиот естаблишмент. Ако направиме некои паралели, бидејќи вие зборувате за Башиме Гајле за одговорноста, на исто ниво го оставам Башиме Гајле што ќе остават долг од 8-9 милиарди кон надвор, Башиме Гајле што ќе остават катастрофален проблем со Бугарија и така можеме да идеме до недоглед. Значи сите тие проблеми што се оставаат, овој трагичен случај сам по себе, нели, меѓутоа сите проблеми што се оставаат накалемени една по друга, ако навистина така беневолентно се влегува во приказната баш не Гајле што ќе биде после нас потоп. За жал тоа не се случува.
Денеска, еден од настаните кои за мене го одбележа денот е трибината на експертите за енергетика. Да, за околу Чебрени галишта. Јавен повик има луѓето, да. Со кои тие луѓе денеска настапија, однапред го дефинираат како корумпиран човек и криминалец оној што ќе го потпише тој договор. Бидејќи свесно се иде на рушење на државните интереси и на економската сувереност на оваа држава. Водата, како еден од клучните стратешки работи на било која држава во многу блиско време, ние ќе им ја дадеме на странци да ја управуваат. Ама така е, а нормалните држави како Словенија со закон забранија продажба на такви објекти на странци. А тоа е заштита на националниот интерес, ништо повеќе од тоа. Ама и тоа е суштината на нашето постоење како држава. Ако работава е да правиме автопати за сделка која е тешка близу 2 милиарди евра, а со тоа да раководи првиот човек на Министерството за политички систем, за што зборуваме ние? За знаење? Или за нешто друго? Така е. Договорот со грците, знаете ли кој министер треба да го потпише? Министерот за животна средина. Да. За најстратешкиот економски објект кој треба да се прави во оваа држава, не премиерот, туку министерот. Ма друг нека потпишува. Да, не така е најсигурно. Така е најсигурно. Боже мили. И ова е само уште убаво го спомнавте, ова е само уште еден доказ во каква каша се наоѓаме. Морам да признавам, Сафет, уште една работа ме збуни кај премиерот. Не сум сигурен дали од истото интервју или го прочитав на друго место. Ние се наоѓаме на отприлика помалку од 2 месеци од моментот кога ќе имаме технички премиер албанец, како што е договорено меѓу СДСМ и ДУИ во ред, и го прашуваат актуелниот премиер Ковачевски, знаете ли кој ќе биде? И тој вели, не знам. Ќе му ја оставите функцијата. Ова не е само проста процедура. Ова не е само ај ќе му оставиме 100 дена. 100 дена ќе биде најмоќен човек во државата. И актуелниот премиер се уште нема појма на кого ќе му ја остави. Значи, кој ќе го изберат овие, па теоретски може да изберат магаре од теоретски вел. Магаре од улица. И него му е sejedno. Како не знае на 50 на дена? Еве јас што не знам. Како е можно? За тоа пишува и господинот Божиновски од Буре Вестник. Да? Како е можно? Еден од клучните луѓе во една од најмоќните македонски компании, Телеком, да остане надвор од било каков процес и процесуирање во ситуација кога една гарнитура од газди, Маѓар Телеком, е осудена, целата гарнитура со Сендај или како се викаше Атила, веќе сум ги заборавив имињата, по 8 години затвор. Како е можно Дојче Телеком како газда да се спогоди со американскиот суд и да плати сериозна казна за начинот со кој управувал и ги користел ресурсите на Македонски Телеком? Димитар Ковачевски е еден од тројцата клучни луѓе во овие процеси. Како е можно никој во оваа држава да не реагира на сведочењето на еден од првите поранешни разузнавачи во оваа држава, Богоевски, кој со сведочење пред тој американски суд, со име и презиме посочи кои се политичарите, кој зеле мито, за да се овозможи да се продолжи Телекомот. Многу работи во оваа држава остануваат нечепнати само затоа што за целата игранка стојат
мощни играчи кои не секогаш е само дел од нашата владеачка гарнитура. Оттаму, доста често во последно време и се поотворено, мислам дека и во јавноста се пројава фактот, дека оние кои денеска ни држат придихи, дека, како што вели со право американската амбасадорка, дека влада е епидемија на корупција, на корупција во државата. Тоа никого во оваа држава да не загрижува. Па ние имаме вице-премиер во поранешната влада на Зоран Заев, човекот кој е најодговорен за ова што ни се случува во последниве 7 години. За убивањето на надежда дека овде воопшто може да функционира нормална европска држава, да се најде на црна листа на американскиот Стейт департмент и тоа овде никого всушност да не предизвика ништа, никаква. Дори денеска, колку што успеав да разберам, оправдувањето на Ковачевски е, па тој човек никогаш не бил дел на Социјалдемократскиот сојуз. Тој бил предлог на Стопанска комара, со нив расправите се. А тој човек во еден мандат беше вице-премиер, еден од најмокните луѓе во таа влада. Повторно се враќаме на моментот на одговорноста која што не постои, но сметаш ли дека е можно навистина да се изгребат работите од почеток? Апсолутно. Знаеш, затоа што очигледно дека тука лежи нашиот проблем. Дупката се пополнува со нови гадости, меѓутоа може ли да се... Драган, додека на нашите сограѓани, сонародници, пријатели, комшии, другари, братручеди, семејства, не им ги отвориме очите, кажувајќи им дека оваа држава на овој начин како што функционира во последниве 15 години нема да може да обстои. Осудена е на пропаст. Македонија, доколку не добие влада која сериозно од првиот ден ќе се зафати со градење на она што е урнисано до темел. Тоа се институциите низ кои ги гледаме државата. Ако не се види намерата и работливоста во тој правец, ја не велам дека за 4 години ви можете да направите... Па нема да станеме Шведска сигурно. Така е. Но, ако нашите граѓани, пред се младите, видат дека работата оди во тој правец, со темпо кое објективно е можно во овој држава, но да оди во тој правец, нема да посакуваат да бараат друга држава за живење. Оти, да не се лажеме, на сите нас, со малку пари во джеп, најубаво место за живење... Апсолутно не е дома. Апсолутно. Но, доколку се функционира онака како што функционира во земите каде што сега одат. Да не се секирате дали некој криминалец или обвинител или судија ќе може да се договараат околу висината на казна во зависност од тоа колку пари бара едниот, да му даде на другиот. Да не се секира тоа дали министерот може да му се јави на судијата или да отиде вице-премиерот во Врховниот суд и да нарачува мислења на Врховниот суд како што тој сака да бидат. Она што мене длабоко ме разочара. Овој случај не предизвика ниту еден од нашите граѓани да излезе на улица. Да кажеме не. Имаше некаква најава, мислам за сабота некој протест, меѓутоа така тоа е. Дај Боже, јас не сум слушнал, убаво ако имате. Но луѓе ние отупевме од она што секојдневно ни се случува, веќе ни на ваква трагедија. Не можеме да реагираме најчовечки. Да се собереме, да запалиме свеќа пред школото, било каде. Отупевме во емпатијата кон нам ние сеедно што се случува во Палестина. Сеедно е. Тук так имате некаква реакција. Вања е наше дете. Но и оние 6.000 или 7.000 деца кои се убиени во Газа се нечии деца. И ако ја немаме таа
Основна емпатија. Во што сме се претвориле? Во што сме се претвориле? Одличен заклучок. Во што не претвориле, всушност, бидејќи енергијата која јас ја доживеав, како еден безначаен дел на тоа што сега погредно го нарекуваат шарена револуција, не јас сум горд на тој дел, на моето учество Добре. во обидот за промена, не за да дојде Зоран Заев на власт и да биде полош од Никола Груевски, туку во желбата да се врати редот, правдата, безбедноста, доброто и нормално образование, доброто и нормално здравство, доброто и сигурно живење на нашите пензионери. Децата мои и ваши да останат овде, во оваа држава. Не да им обезбедам богатство, да им обезбедам услови, да може да бидат со исти шанси како другите. Така. Интересна изјава имаше Изет Меджити вечерва на нашата емисија, нашата телевизија, кај колешката Бојана Димитриевска во за или против, вели ДУИ, од другата страна, има монопол врз власта кај албанците веќе 20 на години и да не се лажеме, и албанските деца со еднаков жар бегаат од оваа земја. Апсолутно е така. Од истите причини, затоа што со ДУИ работите стојат така или ќе бидеш врзан како... Сега се мои зборови, меѓутоа таа интерпретација за ДУИ ќе слушаш што ќе ти кажуваат и ќе се туркаш низ тие партиски хиерархии и ходници или едноставно нема правда. Драган, ја кога велам нација, знаеш, бегаат и заминуваат добростоечки македонци, албанци, бошњаци, сите, да. турци, бегаат млади. Од македонска националност, од албанска, од бошњачка, од турска, ромска, српска, влашка, од сите националности бегаат. И тоа е многу видливо за жал. И тоа е многу видливо за жал. Затоа велам, првиот момент, кога тие млади ќе почувствуваат дека работиве одат во вистинска насога, нема да одат. Особено не во денешно дигитално време, каде што многумина од нив можат да работат од дома. И работат дома. Знаеш, каде може да ти биде поубаво од собствениот дом? Каде? Она што ти треба е само безбедност, сигурност, знаење, здравство, почитување, работа. Па не е кој знае што, ако зборуваме реално, Сафет, не е кој знае што во нормалниот свет. Па јас затоа велам дека нашата шанса, не затоа што анкетите покажуваат дека ВМРО доаѓа и ќе биде убедлив победник на тие избори. И Христијан Мицковски ќе биде новиот. Не е само тоа. Шансата што Христијан Мицковски ќе ја има, од реализацијата на заложбите за исправање на оваа држава, за подигнување на достоинството, дигнитетот на граѓанинот на оваа држава. Шансата што ќе има во обновата на институциите на оваа држава е огромно бреме. Од тоа ќе зависи во кој правец ќе одиме. Доколку успее, во што не се сомневам, бидејќи знам дел од неговите заложби. Македонија ќе стане нормална европска држава. Нормална европска држава. Воспротивно, Македонија мислам дека нема да биде, барем нема да обстои со оној обим, суверенитет и на начин на кој сега обстојува. Бидејќи, да не се лажеме и да не затвараме очи, игранката е многу поголема и поширока и сите играчи имаат своја цел. Но она што е многу видливо е дека македонскиот народ практично се бутка во пазувите на Србија и на Белград. Целата игранка во позадина, ако сте забележале, претпоставам да, многу сериозна соработка имате меѓу албанските и бугарските интелектуалци. Да, тоа е видливо. Тоа е видливо. И сега, ќе ми дозволите
оние кои најмногу обвинуваат опозицијата за проруски, не знам какви позиции и ставови, имаат црни петна од Тетово до Куманово, каде што директно се инволвирани олигарси или тајкуни, за кои недосмислено е утврдено дека работат за руските, имаат руски линкови. И сега тоа као во држите го крадецот. Тоа е целата работа. Но она што за мене е уште потрагично и што само најпластично е одсликува, практично го осликува незнаењето на актуелната владеачка гарнитура. Погледнете ги само потезите кои ги влече оваа власт во овој предизборен период. И ќе видите дека буквално се е пресликано од начинот на кој српскиот претседател Вучич ја работи јавноста во Србија за освојување на уште еден мандат. И таму имате делење на пари, фрлени од хеликоптер, а 600 милиона за кои вели владата дека се дел од тој 9-ти пакет помош, да. Пакет помош, се колку чебрени и гачите. Па според пресметките на домашните. А инаку се милиарда. А инаку милиарда, договорот е на над милиарда. Без изградбата на патот, да, тоа се дополнителни. Искрено, Сафет, како влегуваме од тема во тема, се само додава. Ајде да му даде, го заборавивме малку Горан условно, да му даде простор на Горан. Горан, интересно, премиерот во истото интервју вели дека уште толку време нема да ги видиме ВМРО ДПМН на власт. Мислам, јасно е пропагандата, јасно е тоа, нели? Меѓутоа, така. Знаете што, не е страшно ВМРО да не дадат на власт. Но проблемот е зошто оваа власт се однесува вака што се однесува. Зошто ги спушти стандардите за политички успех или неуспех. Добро забележа Сафет преска. Оливер Спасовски покрај оваа трагедија се обидува да прикаже дека направил успех со расчистувањето на случајот. Толку се ниски очекувањата на граѓаните што денес морам да кажам на една направена реклама за колегите од ТВ Шења, колегата Сафет Салманив имаше вчера интервју со Кристијан Мицковски и во еден момент кога Мицковски му раскажува какви се неговите заложби, дека нема да дозволи заради национални некакви интереси на некоја политичка партија или некој лидер да тргува со националните интереси, дека нема да има корупција, Селмани му вели, па вие ако истерате, издржите овие заложби, ќе владеете 20 години. Ние сме толку веќе уморни од лаги, од корупција, од измами, што веќе и нормална, малку успешна влада нам ќе не биде добра. И затоа согласен со Сафет дека Мицковски има одлична шанса, иако ќе му биде извонредно тешко да ја врати државата на површина. А ово што се однесува до Ковачевски, наистина Драган изјавата, тој рекол дека повторно ќе биде премиер понатаму, се разбира. Знаеме такви личности во историјата од барон Минхаузен, Карл Мај писателот ја напишал Винету, запознатиот индијански поет. Ја напишал во затвор, тврдел дека живеел на Дивиот Запад. Такви луѓе. Да. Овде има една математичка нејасност, морам да признам, во делот изјавата, ако ми дозволиш, вели Ковачевски за 360 степени со проевропската коалиција во следниот мандат Македонија ќе влезе во ЕУ. Сега е 2023-2024 се изборите, да. 4 години 2028, тоа значи дека ја спушта лествичката од 2030 на најмалку, на најрано најдосна 2028. Значи ветувањето веќе се спуштило. Може би сме веќе пенсија не знаеме. Знаете како? Тоа што го збори Ковачевски за сите јасно дека е некаква политичка платформа, пропаганда пред избори и сега во комбинација се надева дека комбинација ќе потплати пари, ќе даде на луѓето дека ќе се спаси, ќе направи. И тоа да речеме на некој начин е легитимно. Политичарите главно кај нас голем дел од нив лажели така натаму. Не сите велам, дел од нив голем лажели. Проблем имате кога тој создава конфликт со Франција. Дури се сомневам дека можеби намерно го направил овој конфликт за утре кога ќе дојде ВМРО на власт и Кристијан Мицковски да треба да објаснува, иако јас сум сигурен дека Ковачевски уште утре од францускиот амбасадор во Скопје ќе побара до објаснување на оваа изјава дека
според мене, индиректно кажано, од негова страна дека е следена француската амбасада во Скопје, резиденција на францускиот амбасадор и луѓе од владата. Внимавајте, уште еднашка да повторам. Ковачевски зборува дека Горан Милевски, лидер на ЛДП поранешен, сегашен македонски амбасадор во Љубљана, е антидржавен елемент. Не е тоа толку важно што рекол Ковачевски сега. Проблемот е што тој лично потпишал лани во ноември, на 3 ноември, на седница на влада. Ниту еден министер не се побунил за Горан Милевски. Ние практично на Словенија сме испратиле, немате еден конфликт во војна дипломатска со Франција, но излегува дека и на Словенија сме и подметнале човек кој што е некаква, не знам каква структура, руска веројатно, не знам на што мисли Ковачевски, не може крај да му го фати човек и самиот не знае што збори. И са прашање дали Ковачевски лани во ноември знаел дека Милевски се гледа со Палевски, па сех го предложил за амбасадор, што е многу интересна ситуација. Значи тој знаел дека се гледа со антидржавни елементи или тој самиот антидржавен елемент и го пратил за амбасадор. И сега, ако е тоа така, ќе го повлече ли сега Милевски од Љубљана? Или ќе го остави таму и ќе признае дека ние во Љубљана имаме антидржавен елемент? Или пак се работи само за обид за дефокус дека Љупчо Палевски Палчо е проект на СДСМ, председател поранешена градска организација, човек кој што зборевме вчера од види вака многу добра сторија, видео, имате 23 години, десетина кривични дела, никогаш не одговарал. Ковачевски не кажува зошто до сега Палевски не отишол во затвор. И наместо да го расчисти тоа да одговори на тие прашања, тој измислува сега инволвира луѓе како амбасадор Милевски или генералниот секретар на Демократскиот сојуз Зоран Димитровски Жоро. Значи, ние имаме сериозни проблеми и затоа велам, било каква нормална влада на Мицкоски, на ВМРО, ДДМН, кој да дојде, ќе биде напредок. Ова, на вистина веќе, јас сум поминал до сега сите влади во независна Македонија од 91 година го работа, ама вакво нешто, на вистина морам да кажам дека немало. Ваков хаос во институциите, ваков хаос на водечките луѓе на државата да не знаат што зборат, да ги менуваат ставовите за еден час. Не сум видел. И ова е работа која што ќе има последици не за СДСМ само. Тоа си е нивна партиска работа. Ќе има проблем за целата држава. Ние се идентификуваме со државата Македонија. Каде и да одиме, ќе треба да се срамиме од тоа што го прават Ковачевски и неговото друштво. Премиерот Ковачевски нема одговор, тоа добро Горан го забележа, зошто Палевски за сите овие години успевал да се излече. Меѓутоа во интервјуто, претпоставам дека зборувајќи на друга тема, вели дека гарантира дека судството во Македонија е тотално независно. Судската власт конкретно во државата е независна, вели премиерот. Навистина. Мислам дека без оглед на функцијата што во моментот ја врши, господинот Ковачевски не заслужува да се коментираат неговите изјави. Само видите... Да. Полигор. Извини, Горан, само кратко. Ковачевски е инсталиран од господинот Зоран Заев. Зоран Заев, па јасно. И тоа не е ништо друго, туку продолжување на процесите во државата, кои Зоран Заев максимално ги искористи за убивање на гордоста и достоинството на овој народ што живее на оваа територија. Од времето кое требаше да биде време на надеж за можно подобрување и одење напред, се вративме во момент на практично некаква бездушност, неверување дека воопшто некогаш овде на оваа територија може да се живее поинаку отколку што се живее. Убивањето на надежта кај македонците е најголемото злосторство што го направи Зоран Заев. Начинот на кој тој ја водеше политиката се сеќават. Тоа исто е. Тоа е. Не може да биде поинаку наследникот на Зоран Заев, поинаков од него. Особено кога е инсталиран, како што велиш. Особено, бидејќи е навистина инсталиран. Да не се лажеме. Тој не отиде на ниедни избори. Но е убеден дека на следните ќе победи и на тие по нив
и дека Нека ќе е биде жив и мандатар. здрав. Нека е жив и здрав. На избори не гласа само Димитар Ковачевски. На избори гласаат милиони, не, 2 милиони и колку сме... Милиони 800.000 сега. Милиони 800.000 е сега. Регистрирани гласачи во оваа држава. Да, Македонија е празна, полупразна практично, и не сум убеден дека во овој момент во државата има повеќе од 1 милион и 500.000 граѓани, не сум убеден, може би ова. И мислам дека тие што се овде и што ќе излезат тој ден на гласање, знаат за кого ќе гласаат. Мислам дека е тоа јасно. Горан Побелиеве за крај, доаѓаме сосема до крајот на емисијата. За крај морам го спомнав и јас Зоран Димитровски Жоро, кој што беше спомнат од премиерот Ковачевски во тоа фамозно интервју за 360, да не речам трагично за него, но добро, тој си знае самиот. Пред малку Зоран Димитровски е генерален секретар на Демократскиот сојуз, човек кој што исто така наш колега поранешен, долгогодишен, без дамки, без корупција, во кариерата беше заменик министар за локална самоуправа и одби да го прифати заедно со Демократскиот сојуз, се разбира, францускиот предлог лани се повлече од владата. Тој вели дека Ковачевски се е политичка магла и дрско лаже дека сум се среќавал со Палевски. Премиерот Ковачевски во интервјуто 306 степени изјави дека се среќавал со Палевски минатата година и ме прозва да одговорам што сум разговарал со него. И Димитровски го повикува сега Ковачевски да каже кога и каде сум се среќавал со Палевски и да предочи на јавноста транскрипт од разговорот ако го има. Во спротивно ќе сметам дека ме помешал со некој истакнат член на Социјалдемократскиот сојуз. Димитровски вели дека Палевски последен пат го видел пред 4,5 години, кога Палевски се уште се надевал дека Зоран Заев ќе му даде повторно да ја води градската организација на партијата како во златните времења на Црвенковски. И сега тука Ковачевски или ќе извади транскрипт од кој што ќе се види дека е следен заменикот за локална самоуправа поранешен нели во неговата влада, или ќе треба да молчи или да се извини. Овде не гледам дека Димитровски бара извинување од Ковачевски, но во секој случај тоа е резултатот. На крајот, секој непромислен гест, секоја непромислена одлука на СДСМ или на некој друг да се инсталира Ковачевски, на крајот се сведува на лични трагедии. Ова што му се случува на Ковачевски сега, во бенигна форма би рекол, како срам, како резил, ќе прерасне во други форми со кои што тој ќе мора да живее цел живот. Знаете како да носите резил цел живот за погрешни чекори кои што последици ги чувствуваат огромен дел од граѓаните, е многу тешка работа. И јас затоа преска апелирав и за Оливер Спасовски. Се работи за верник, сакав тоа да го објаснам преска. Верник кој што верува во Бога. И јас сум убеден дека тие луѓе кои што веруваат во Бога имаат посебни стандарди околу моралот, околу етиката, околу грижата на совеста. Мораме така да размислуваме, мора да имаме надеж и тука со Сафет Ушенешка да не се согласам, не успеа да ја уништи надежта кај македонските граѓани, кај македонците, кај сите останати Зоран Заев. Се обиде заедно со Ковачевски, но не успеа. Не само што има надеж, има и енергија, со тоа што таа енергија за жал долго време се чуваше под тепих, но постои и јас сум убеден дека Македонија ќе биде сосема стабилна, солидна, пристојна пристојно место за живење. И јас се надевам дека си во право и дека тоа ќе го видиме многу брзо. Веќе на изборите кои се за неколку месеци. 5-6 месеци и дека таа енергија за која ти зборуваш ќе биде преточена, прелејана во гласови. Не за некоја партија, туку за себе, за својата иднина. За она што значи поинакво раководење и управување со државата, за поинаква шанса за сите, пред се за младите. Пред се за јас во разговори со пријатели, другари, познаници, постојано велам, веќе не е толку важно за мене лично. Јас сум веќе во години кога некои работи се реализирани, нема многу желби и така натаму, но повеќе од се. И сакам
добро на државата. Во смисла на држава која на моето дете ќе му даде шанса, како на сите други. Не затоа што е моje дете, туку дете на граѓани на оваа држава, врз основа на знаењето, образованието, честноста, одговорноста, да има шанса како други. И ништо повеќе. Не ни треба ништо повеќе. Тоа е целата работа. Ако сите тргнеме од тоа, дека сакаме таква држава за своите деца, другото е толку лесна работа. Прашање на техника. Така Согласувам. Ви благодарам за позитивните зборови на двајцата. За крај, ако ми дозволиш. Сите ние и гледачиве што не гледаат и тие што не гледаат, и Драган, и Сафет, сите сме ние дел од таа енергија. Јас точно знам Сафет ни што поминуваше, можеше да биде дел од владата на СДСМ, да има висока функција, но тој избра да не го прави тоа, да оди по потешкиот пат, по патот на правдата, и затоа мислам дека и неговата енергија и сите ние што сме дел од ова јавност, да речам, ја создаваме таа енергија уште еднаш да речам е огромна. Како ќе се канализира, ќе си кажат сами македонските граѓани. Да, се разбира, ви благодарам и на двајцата за малку позитивата што ја пуштивте, да речеме, во воздухот, во етерот, во овие се уште траурни денови. Сафет Бишеваc, благодариме за гостувањето вечера. Благодарам на поканата. Да. Горан, благодарност и за тебе за вклучување и некој само едно објаснување. Еден господин од гледачите ми пиша: дај курдисајте ги часовниците позади вас. Одавно не сум го чул тој збор. Ми се допадна, морам да признам, воопшто не знаев дека часовниците не се курдисани. Меѓутоа, вака кога ќе размислам, можеби тоа е затоа што ние не сакаме никакви ограничувања, па веројатно не ги сакаме ни временските, така што овие часовници треба да останат такви какви што се, затоа што нас слободата многу ни значи, особено слободата на изразување, и кога мислите еднакво како нас и кога мислите спротивно од нас, воопшто не е важно. Тоа е убавината на демократијата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија, а јас и Горан ќе ви се јавиме повторно во понеделник во 22 часот и 30 минути. До тогаш пријатно. Програми што не се препорачуваат